Во индустриската зона Караслари ќе се гради германската фабрика Маркарт. Предвидено е да се простира на површина од 15 хектари. Според договорот кој вчера се потпиша во владата, изградбата треба да почне во март идната година. Првото производство се очекува една година подоцна. Почетокот на 2015 е предвидено фабриката да почне со работа. Германската компанија планира да вработи над 500 луѓе. Најголем дел се бара да бидат со факултетско образование. Има потреба од информатичари и електроничари. Према првичните разговори се работи дека 2/3 ќе бидат со високо образование. Значи се работи за софистицирана опрема, како што се чипови и такви работи кои што се вградуваат во луксузните автомобили. Остатокот ќе бидат обучувани луѓе. Интервјуата ќе почнат да се вршат уште во текот на самата изградба. Изградбата на фабриката за делови од автомобилската индустрија беше најавена уште во март годинава. Во изборната кампања за локалните избори неколку пати се споменуваше влесна странски инвеститор во Велес, ама не се откриваше неговото име. Владата постигна договор со еден меѓународен гигант кој што не информираше веќе дека ќе гради фабрика во близина на Велес, во која што ќе се вработат голем број луѓе. Сега градоначалникот Чадиев вели дека уште една странска компанија е заинтересирана да гради фабрика во индустриската зона Караслари. Не открива детали дали компанијата соработува со Маркарт. Таму има неколку парцели кои скоро ќе бидат и објавени за продажба, понудени. Веќе имаме уште еден потенцијален инвеститор кој го очекуваме во март месец да дојде на преговори. Маркарт во погонот кај Велес ќе произведува електронски делови за автомобилите Мерцедес, Ауди и БМВ. Фирмата е основана во 1925. Своји фабрики има во 9 земји со вкупно 7000 вработени. Инаку, според градоначалникот Чадиев, просечната плата која ќе се дели во Маркарт нема да биде помала од 13.000 денари. Граѓаните на Велес ја поздравија најавата и договорот кој вчера го потпиша владата со представници на германската компанија Маркарт за отворање на фабрика во индустриската зона во близина на селото Караслари. Новите 500 работни места кои беа ветени дека ќе се отворат, значително ќе ја придвижат економијата на градот. На надлежните им порачаа да го одржат зборот. Дел се предпазливи, често досега имало најави за инвестиции кои не се реализирале. Треба работни места, значи треба. Велес има многу невработени, поготово младите. Навистина треба, а како ќе се одвие и како ќе биде и како ќе бидат платени, тоа е прашање. Одлично. Не 660 да се запослат е добро. Мислам дека ќе биде добро, барем за Велес. Бидејќи Велес сме еден град што навистина е невработеноста може би и 90%. Убава работа. Све што е се гради се убаво. Па убава работа, може да испадне нешто. Конечно овој народ да верува у нешто. Што друго да кажам? Јас сум стечаен работник бев и се покрена нешто, се прави, барем се прави сега. До сега ништо. Па добро ќе биде, добра работа ќе биде. Мислам дека и бројчино добро вработени. Мислам дека ќе биде добро. Добро ќе се унапреди невработеноста. Тоа е првенствено. Дали отварањето на новата германска фабрика значи и запирање на одливот на млади луѓе од градот? Постарите веруваат во тоа. Тие велат дека во Велес има млад, стручен и обучен кадар кој може да одговори на предизвикот и потребите на производството во погоните. Ако оваа фабрика сега се отвори што ја најавија они, мислам дека ќе биде добро. И има и стручен кадар, мислам, од градот Велес има стручен кадар. Затоа се надевам дека добра ќе биде инвестицијата. Ако владата потегне да не бидат онаа промашена инвестиција, би било тук. Имаме стручен кадар, кој има доста стручен кадар имаме. По моје мислење дека ќе има. Може не од Велес, ама ќе има од другите места. Велес е отворен. Како и секој град. Во Велес има многу невработени, а и младите многу не напуштаат. И затоа навистина треба да ги зберем младите да ги задржиме тука. Според првичните најави, новите вработени во фабриката на Маркарт со работа ќе започнат во 2015 година.
Нема организиран дочек на Нова година во Велес, така одлучи локалната власт. Опозицијата прашува зошто власта не ја продолжи традицијата за организиран дочек. Според нив, власта нема капацитет да го следи примерот на останатите градови кои секоја година нудат побогата новогодишна програма. Голем број на валешани, поради големата сиромашти, нема да бидат во можност да слават во некој ресторан или кафе-бар. Голем дел од нив ќе имаат празна трпеза во своите домови. Додека со организирање на заеднички новогодишен дочек, сигурно овие луѓе би виделе вистинска прилика да излезат во централното градско подрачје и да се почувствуваат пријатно, прославувајќи ја новата година заедно со своите сограѓани. Од СДСМ сметаат дека челните луѓе на општината не се способни да организираат новогодишна манифестација. Од овие причини, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, сметаме дека челните луѓе на локалната власт прават грешка напуштајќи го континуитетот од претходните години да им понудат и приредат организиран новогодишен пречек на своите сограѓани. Со добра организација и квалитетна новогодишна промоција на Велес како град, со познати естрадни звезди, локалните власти би помогнале да се наполни буџетската каса на општината и сигурно би допринеле слабата бројка на посетеност да не се повтори од минатата година. Локалната власт одлучила годинава да нема организиран дочек на Нова година поради скапите хонорари на естрадните уметници кои побарале дури 10.000 евра. Пробавме да стапиме контакт, 10.000 евра ни беше понудено за настап на една од македонските звезди за една вечер за 2 сата или 3. Тоа за мене е неприфатливо. Јас мислам дека моите сограѓани ќе разберат дека овие потези што ги влечеме се токму на како што треба, со вработување на 600 лица, со некоја просечна плата да кажеме од 2-13.000 dinara, израчунете колку ќе влезе во општина Велес. Ќе може мината година да направиме нешто повеќе. Намерно или случајна грешка, општинската администрација не упатила покана до советничката група на Сојузот за еднината да присуствуваат на јавната расправа за буџетот на општина Велес за 2014 година, која се одржа пред 7 дена. Опозицијата денеска реагира на ваквата постапка, сметаа дека тоа е нетранспарентно работење, дека граѓаните на Велес, здруженијата и организациите не биле информирани. Според СДСМ, говора сликите од полупразната сала, иако се дебатирало за еден од најзначајните документи. Присуствувале само неколку советници кои поради други причини биле во општината тој ден. Па случајно разбрале за јавната расправа за буџетот и за пошироко информирање на граѓаните да не зборуваме. Зошто тогаш воопшто се организираа јавна расправа за буџетот? Дали само колку да се рече дека имало јавна расправа? Зошто ДПМН не ги удостои и повика граѓаните да си го кажат нивното мислење за буџетот на општина Велес? Граѓаните треба да знаат како ќе се трошат нивните пари. Советниците од опозицијата велат дека не знаат зошто не биле поканети на јавните расправи. Одговор ќе побараат во наредните денови. Значи, искрено не знаеме ни ние. Ни ние како советници не бевме известени за јавната расправа. Побаравте одговор зошто? Ќе побараме одговор. Кога? Најверојатно денови. Значи, одиме пренес пресконференција, па потоа ќе побараме на самата седница, нели, која ќе биде, зашто не бевме известени за јавната расправа по нацрт буџетот на општина Велес. Јавната расправа за буџетот е втората фаза во донесување на овој документ. Прво е нацрт верзијата, а на крај е конечната предлог одлука во која се вклучени идеите на дел од граѓаните. Сите советници, представници на местните и урбани заедници, институции, здруженија на граѓани и фондации беа уредно повикани да присуствуваат на јавната расправа по нацрт буџетот на општината за следната година. Локалната самоуправа ги демантира обвинувањата на опозицијата дека таа не била поканета да присуствува. Во писмената реакција од општина Велес пишуваат дека носењето на буџетот во 2 фази, нацрт и предлог, не е законска обврска, туку е резултат на желбата и интересот на градоначалникот и председателот на Советот за што потранспарентно работење.
Изминатиот период беа организирани тркалезни маси со различни општествени групи од областа на спортот, културата, бизнисот. Дополнително се посетуваа и урбаните и местни заедници за да се презентира општинскиот буџет за 2014 година, велат од локалната самоуправа. Само 3 кривични дела регистрирала Велешката полиција изминатава недела. Една тешка кражба, одземено моторно возило и загрозување на сигурноста, но затоа пак велешани биле непослушни, па дури 7 пати го нарушиле јавниот ред и мир. Учествувале во меѓусебни тепачки, омаловажувале службено лице, физички се пресметувале и шетале куче без заштитна маска. За време на викендот полицијата извршила контрола во угостителски објекти во ноќните часови. При контролата во еден кафе-бар затекнале 6 малолетници, истите ги предале на родителите, а за стореното поднесена е прекршочна постапка до надлежниот суд. Изминатата седмица регистрирани се и 3 сообраќајни несреќи, од кои 2 во населено место и една надвор од градот. Во несреќите едно лице се здобило со телесни повреди. За време на викендот регистрирани се едно кривично дело тешка кражба, едно одземање моторно возило, 3 нарушувања на јавниот ред и мир и една сообраќајна несреќа. Десетина дена се работи на спомен костурницата во градот. Работници го санираат покривот, а работат на речиси целокупната површина која зафаќа 900 метри квадратни. Од фирмата изведувач посочуваат дека ладното време е идеално за оваа активност. Прво се завршија заштитните мерки, а во наредната фаза целта е да се запрат продорите на вода во покривот преку инектирање на специфичен материјал, зашто се потребни пониски температури за брзо ладење. Напролет ќе следува и втората фаза, кога на целиот покрив ќе се постави хидроизолација. Во реконструкцијата е вклучен Националниот конзерваторски центар, а финансирана е од Министерството за култура. При последната инспекција на објектот беше констатирано дека покривот е во лоша состојба, па дури бил во опасност и најголемиот мозаик во земјава, кој се простира на 220 метри квадратни, композиција од 5 слики со мотиви од народно-ослободителната борба, дело на уметникот Петар Мазев. Протекувањето веќе зафатило делот мозаикот и затоа подитно треба да се заштити. Инаку спомен костурницата во Велес е изградена во 1979 година. Во неа се чуваат посмртните останки на околу 100 борци од Велешкиот крај. Помеѓу нив се и на поетот Коста Рацин.